Благодарам, господин Джафери. Колега Мануиловски. Во вашиот говор многу добро истакнавте дека всушност законот, изборниот законник е тој кој што пропишува дека оваа дебата во овој момент, колку и да се води, прво е противзаконска, второ резултатот од таа дебата мора да почека да завршат изборите, тоест минимум 16 октомври, за да може да се изврши гласање. Сега, и вие сами спомнавте зошто ова се прави. Многу добро направивте паралела со предлогот на владата за разрешување на неспособниот јавен обвинител според нив Марко Зврлевски и во наводници способните министри во владата на Република Македонија во момент, како што е пример министерот за шумарство и земјоделие, кој што во овој момент си е на одмор во Шпанија, а до вчера во најмала рака пола Македонија гореше. Јас би сакал повеќе се задржам на аспектот на задолжување и онаа тема која што имавме за ребалансот на буџетот. Сакам да кажам дека всушност оваа дебата е дефокусирање на јавноста од големите проблеми кои што ги тиштат граѓаните на Република Македонија и од неспособноста на оваа влада економски да ја води државата од добар правец. Велеа дека ќе скратат 50 милиони евра капитални инвестиции, бидејќи немало време да се реализира. Јас ќе ве прашам, како тоа нема време за конкретниот случај? На 5 август е објавен тендер за реконструкција и рехабилитација на 13 училишта во вредност од 77 милиони денари од страна на Министерство за образование. Образованието која ќе дојде на ред. Да, колега Джафери, сакам да потенцирам зошто е оваа дебата, зошто се трга вниманието на јавноста. Значи за реконструкција на училиште Браќа Милодиновци во Провиштип, училиште Тош Арсов во Штип, училиште Бајрам Шабани во Куманово и училишта во Ризари, во Скопје, во Бутел, во Маџари, во Делчево. Значи очигледна е намерата со оваа дискусија да се дефокусира јавноста. Од една страна, од тоа што сака да се направи и од тоа што не се способни да реализираат проектите. Нели веле дека нема да се завршат активности до крај на годината. Ако се заврши овој тендер, до крај на годината има доволно време да ги реконструират барем во најмала рака половина од овие училишта. Децата, место да работат и учат во реконструирани училишта, ќе продолжат да работат во руинирани училишта.